Добро вечер во емисијата 360 степени на МРТ1 и вечерва на почеток генералната најава за темите на сториите што следуваат. Кој од земјава, како и за колку пари лобира во САД за да биде тргнат од така наречената црна листа? Објавуваме детали. Кој треба да раководи со 4 општини во кои пропаднаа изборите за градоначалник? Немам дилема дека треба да биде следена онаа постапка која ви ја кажав, односно дека ДИК треба да ја извести владата, владата треба да именува владин повереник. Засегнати не мислат така. На знаците долж автопатот од Белград кон земјава се уште стои ознаката НМК, иако Србија ветила дека ќе го впише меѓународно признатиот код МК или МКД. Зошто? И новиот закон за соодветна и правична застапеност ќе функционира според процентите за етничките заедници од пописот. Тоа во овој момент не би сакал да го шпекулирам, нити пак да преудицирам каква ќе биде содржината на таа методологија. Во регионот изненадувачки одекна веста дека официјален Вашингтон ги повлекол санкциите против поранешниот претседател на Република Српска Милорад Додик. Во позадина на одлуката има политика, но има и лобирање. Во САД лобирањето е легално под одредени правила, што вклучува и јавно објавување на тие договори. Инспирирани од последните случувања во регионот, проверивме дали и наши државјани на така наречената црна листа на САД користат лобисти. Го најдовме името на еден поранешен вице-премиер, Александар Димитриевски. САД ги повлекоа санкциите против лидерот на босанските срби Милорад Додик, јави Ројтерс. САД ги повлекоа санкциите за сојузникот на Путин наречен босанска мечка, јави Политико. Уште неколку варијанти на наслови повеќе светски медиуми на 29 и 30 октомври објавија за отстранувањето на доскорешниот претседател на Република Српска Милорад Додик од така наречената американска црна листа. Зошто и како се случи изненадувачкиот чекор, најзаинтересирани се во Босна и Херцеговина, особено во Република Српска. Licitira se sa različitim informacijama, od toga da je Dodik pristao na to da Bosna i Hercegovina uđe u NATO savez, do različitih drugih ustupaka kao što su prirodni resursi ili, elektroprivreda Republike Srpske. Sumnje rastu, a jedino je sigurno da su milioni uloženi u lobiranje. Govorimo o sredstvima iz javnog sektora Republike Srpske, znači govorimo o desetinama miliona konvertibilnih maraka koje su uložene za lobiranje, odnosno plaćanje lobista širom Sjedinjenih Američkih Država. Дека Додик лобираше во САД и тоа преку институции на Република Српска, може лесно да се потврди. Во Америка, лобирањето не е забрането, но има строги правила што вклучува и јавно објавување на таквите договори. Епилогот во случајот Додик беше повод да ги провериме американските јавни регистри. Дали има актуелни или поранешни македонски функционери кои што имаат најмено лобисти во САД? Одговорот е има. 1. Станува збор за Кочо Анѓушев, поранешниот вице-премиер за економски прашања и актуелен сопственик на Фероинвест и други бизниси. Кога на 5 декември 2023 година беше објавено дека се воведени санкции против него, од американскиот Стейт Департмент соопштија: Оваа ознака ја потврдува посветеноста на САД за борба против корупцијата која му штети на јавниот интерес, го попречува економскиот просперитет на земјите и ја намалува способноста на владите ефективно да одговорат на потребите на својот народ. Анѓушев се произнесе уште истиот ден дека силно се залагал за зачленувањето во НАТО и ЕУ, но и дека силно ги негирам сите сомневања изразени во документот објавен од почитуваниот Стейт Департмент и сакам да известам дека ќе обжалам одлуката и ќе ги искористам сите правни лекови наведени во самиот документ во правец на повлекување на оваа одлука, која ја сметам за непотребна во рамките на заложбите на нашите пријатели Соединетите Американски држави за борба против корупцијата. Според јавниот регистар на представничкиот дом на Конгресот на САД, на 20 март 2024 година, или околу 3 месеци по воведувањето на санкциите против него, формално е регистриран договорот за лобирање меѓу Кочо Анѓушев и компанијата Research Service Bureau. Во документот, како лобисти се наведени 4 лица: Кевин Кери, Пол Хадж, Семјуел Морис и Оливер Шерловски. Во описот на проблемот за кој се лобира стои кодот ИММ, а во врска со делот 7031C на одредбата за назначување од Стейт Департментот. Со други зборови, се однесува на прашање за правото на САД да забранат влез на поединци и нивните семејства
поради поврзано со значителна корупција или кршење на човековите права. Само неколку дена подоцна, на 27 март 2024 година, до истата институција е поднесен втор договор за лобирање каде клиент е Кочо Анѓушев. Во него, тој е застапуван од Research Service Biro, а компанијата што лобира за него е Valkur LLC. Како лобист е наведено името на Метју Моверс. Моверс е човек со значително дипломатско искуство, кој работел и на кампањата Трамп-Пенс кога победија на претседателските избори во САД во 2016 година. На својот вебсайт, во личниот опис, пишува и дека Политико го именуваше Моверс како еден од моќните играчи во Вашингтон поради неговата улога во обликувањето на американската надворешна политика. Според јавно објавените документи, Моверс лобирал за истото прашање како и Research Service Biro – имиграција, во врска со забраната за патување. На 1 април годинава пак, во представничкиот дом на САД е пријавен нов лобист за клиентот доктор Кочо Анѓушев. Фирмата е Mercury Public Affairs LLC, а пријавени се лобистите Брајан Ланза и Петер Куцик. Во јавно достапниот профил за Брајан Ланза пишува дека експерт за односи со јавности и медиумски стратегии. Близок и до Трамп, судејќи по фактот дека бил директор за комуникации на неговиот транзицијски тим, а работел и за неговата кампања во 2016 година. Петер Куцик пак е експерт за економски санкции. Меѓу другото работел 7 години во Министерството за финансии на САД и тоа токму во оделот што ги воведува и менаџира санкциите ОФАК. Овие двајца експерти работеле на темата трговски прашања во Американскиот Сенат, Представничкиот дом, Стейт Департментот и извршната канцеларија на претседателот на САД. Што точно сработеле овие три фирми и вкупно 7 лобисти не може да се прочита од јавно достапните документи. Но од кварталните извештаи може да се види колку приходи оствариле компаниите за конкретното лобирање. Research Service Biro до сега пријавиле приходи од клиентот Кочо Анѓушев од 400.000 американски долари. Valkur LLC пријавиле 110.000 долари. Mercury пак до сега декларирале приходи од доктор Кочо Анѓушев од 990.000 долари. Само за еден од овие договори, оној со Valkur, има известување дека во меѓувреме е раскинат. 360 степени се обрати до поранешниот вице-премиер преку Феро Инвест. На нашето прво прашање, дали ангажирањето на лобисти е во насока на неговата изјава од пред 2 години, дека ќе обжали одлуката за санкциите против него, ни одговорија. Професор доктор Кочо Анѓушев во последните 2 години е вклучен во официјална, транспарентна и законски пријавена институционална комуникација со надлежните органи на Соединетите Американски држави, со цел повторно разгледување и ревидирање на мерката за визна рестрикција. Постапката се спроведува во целосна усогласеност со законите на САД, вклучително и со Законот за регистрација на странски субјекти и утврдените процедури на Стейт Департментот. Адвокатите на професор доктор Анѓушев спроведува правни консултации со меѓународни адвокатски куќи, како Ferrari and Associates и други, кои оценија дека прашањето е административно и политичко, а не судско. И затоа неговото решавање треба да се води пред државните институции на САД, преку застапници за владини односи и институционална комуникација. Согласно тоа, бе ангажирани застапници од светски реномирани консултантски фирми. На нашето следно прашање, дали со помош на лобистите во САД има некаква постапка за преиспитување на одлуката за санкциите? Одговорот е: Застапниците на господин Анѓушев ги презентира аргументите во Сенатот, Конгресот, Стейт Департментот и извршната канцеларија на претседателот. Подкрепено со 250 страници документација и јавни написи, застапниците докажаа пред американските институции дека во Северна Македонија постоеле долготрајни и координирани обиди да се конструираат правни обвиненија против господин Анѓушев, обиди организирани од негови политички и бизнис опоненти, а во јавниот простор проширувани од неколку невладини организации и медиумски проекти, меѓу кои со интензивна активност се издвојува 360 степени, како едни од главните извршители, што се потврдува и со оваа емисија. И покрај тие напори, иако од 2020 година до денес се сменија двајца јавни обвинители и 4 премиери и влади од различни политички партии, не беше покренато ниту едно обвинение, ниту донесена каква било судска пресуда против господин Анѓушев, од причина што не постојат ниту основи, ниту докази за никакво делување надвор од законот. И, конечно, дали наскоро се очекува епилог од активностите преземени во САД? Веруваме во праведноста на новата администрација на претседателот Трамп.
Постапките поврзани со така наречената црна листа на САД се доверливи, така што не може да се добие никаква подетална официјална информација за нив, се до моментот кога одредено лице или правен ентитет се вбројува или отстранува од списокот на санкционирани. Кој треба да раководи со 4 општини во кои пропаднаа изборите за градоначалник? Немам дилема дека треба да биде следена онаа постапка која ви ја кажав, односно дека ДИК треба да ја извести владата, владата треба да именува владин повереник. Засегнати не мислат така. На знаците долж автопатот од Белград кон земјава се уште стои ознаката НМК, иако Србија ветила дека ќе го впише меѓународно признатиот код МК или МКД. Зошто? Балансер беше името на алатката што им одредуваше на институциите од кој етникум треба да бараат кандидати кога распишуваат огласи за вработување. Уставниот суд го укина, а владата направи посебен закон за соодветна и правична застапеност кој пред да оди во собранието го прати на мислење до Венецијанската комисија. Мислење се уште нема, но комисијата го објави текстот на законот на својот портал. Прво што паѓа во очи е дека и ова решение почива на процентите за етничката припадност од пописот. Како ќе функционира новиот механизам и како ќе се избегне злоупотреба на етничката определба од Галина Николовска-Ризвановиќ. Уставниот суд пресече се укинува алатката балансери вработувањата со етнички предзнак. Од сега националната припадност не може да биде критериум за вработување. Балансерот како алатка беше воведен во 2016 година за да служи за соодветна и правична застапеност на сите заедници во секоја институција од државниот и јавниот сектор. На иницијатива на претходниот состав на антикорупцијската комисија во октомври минатата година, Уставниот суд донесе одлука да го укине балансерот. Според образложението од судот, алатката ја постигнала целта и веќе се губи смислата на нејзиното постоење затоа што се судира со останатите уставни темелни вредности. Лага и манипулација е тврдењето дека Уставниот суд со својата одлука укинал права на било која заедница. Тоа не е точно. Ние сме чувари на Уставот таков каков што е. Темелната соодветна и правична застапеност е тука, во Уставот, и таа постои. Власта, која и во предизборната програма се залагаше за укинување на балансерот, подготви нов закон за соодветна и правична застапеност. Според најавите, новата регулатива треба да ги надмине недостатоците на доскорешната. После толку години на злоупотреби, да раскрстиме суминатата, градејќи институции кои не ги поддржуваат послушните, туку ги вреднуваат способните. Јавен сектор, каде што млад човек со квалитет може да напредува. Како со новиот закон ќе се надминат злоупотребите од минатото? Како од една страна ќе се спроведе темелната вредност од Уставот за соодветна и правична застапеност и од друга ќе се почитува системот на заслуги при вработување во јавниот сектор? Помалку од 10 страници и 15 члена. Толкав на хартија е предлог законот за соодветна и правична застапеност. Документот го мина владиниот филтер, пошто извршната власт во јуни годинава го достави до Венецијанската комисија. Мислење се уште нема, но законот е објавен на порталот на Венецијанска. А во него се наведува дека целта на законот е да ги почитува, афирмира и унапреди соодветната и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во органите на државната власт и другите јавни институции на сите нивоа. Од клучните новитети во членот 9 од законот се предлага формирање на координативно тело за следење на соодветната и правична застапеност. Ова ново владино тело предвидено е да функционира во соработка со Агенцијата за административни службеници. Составот ќе го определува владата, а со него се предвидува да раководи еден од вице-премиерите. Ке членуваат и министри, по еден представник на Агенцијата, на Народниот правобранител, на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, како и на Академската заедница. Координативното тело може, по сопствена иницијатива или по предлог на надлежна институција, да предложи ревизија на политики, програми и планови за вработување и унапредување во јавниот сектор со цел унапредување на застапеноста. Координативното тело го следи и оценува спроведувањето на правата на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, како и состојбата на меѓуетничките односи во јавниот сектор. Врз основа на тоа, предлага мерки за унапредување на рамноправноста, инклузивноста и ефикасноста на јавната администрација. За една институција да може да вработува, ќе мора да има план.
Планот ќе се прави во согласност со методологија која ќе ја носи Агенцијата за административни службеници. Подетално, планот се третира во членот 11, каде се пропишува и како ќе се осигура правичната застапеност. Распределбата ќе се заснова на процентуалната застапеност на вработените во институцијата на почетокот на календарската година, имајќи ги предвид податоците на населението од последниот попис и застапеноста на граѓаните на централно и или локално ниво. А доколку врз основа на податоци и анализа се утврди надзастапеност на припадници на одредена заедница во некоја од институциите, координативното тело е должно да предложи мерки за редистрибуција на новите вработувања, согласно методологијата. Во институциите каде што е постигната или надмината соодветната застапеност, не треба да се планираат нови вработувања по основ на застапеност додека трае таквата состојба. Со оглед на тоа што и со балансерот се правеа планови за вработување во јавните институции, прашавме во Министерството за јавна администрација што е поразлично во новиот закон, што ќе гарантира почитување на темелната вредност за соодветна и правична застапеност од една страна и почитување на принципот заснован на заслуги при вработување во јавниот сектор од друга. Според министерот Горан Минчев, на новиот закон треба да се гледа во корелација со двата закони, за вработени во јавниот сектор и за административни службеници. Со нив, како што објаснува тој, се заоструваат мерките за вработување. Посебно во рамки на Агенцијата за администрација, каде што новиот начин на вработување ќе се следи електронски и ќе има 3 нивоа на тестирање, практично едно во агенцијата, успен испит и секако последната одлука на институцијата која што го распишала конкурсот. Но многу значено е да се напомене дека ние усвоивме и донесовме уште еден закон, каде што ја формиравме за прв пат во историјата на Република Македонија така наречената Академија за обука и едукација на јавните службеници, што значи дека и во рамки на тој закон предвидуваме 120 часа обука на новите евентуални вработени во јавниот сектор од повеќе области кои што ќе бидат предмет на испитување и тестирање од стручна комисија која ќе биде формирана во таа академија. Тоа нели е нешто слично на она што го регулираше балансерот досега? Што е поразлично затоа што и сега имаме планирање на вработувања и извештај? Во овој момент говориме за готова содржина законот која што во Венецијанската комисија. Што се предвидува во тој закон? Формирање на координативно тело, кое што ќе го води еден од заменик председателите на владата. Во тоа координативно тело ќе учествуваат и неколку министри. Исто така ќе има представници и од Државната комисија за спречување на корупција, од Народниот правобранител, но исто така ќе има и представник од академската заедница. Што значи овој процес, бидејќи уставна категорија, го отвараме и малку пошироко. Тоа координативно тело еднаш годишно ќе дава извештај за било која институција за соодветната застапеност на правичната застапеност на етничките заедници. Што значи дека има право од било која институција да побара каква е структурата по етничка заедница на вработените во таа институција и за тоа да реферира пред владата. Но исто така во рок од 30 дена институцијата треба да даде одговор. Тоа значи повторно ќе се бара при вработување да се изјаснат граѓаните? Не, дозволете ми да довршам, значи во рамки на тоа координативно тело, кое што е во соработка со Агенцијата за администрација, тоа е паралелен процес кој што ќе биде надлежна за тестирање на знаењето на евентуално новите вработени во јавниот сектор, ќе се врши овој процес. Но многу значено е по легитимирањето во законодавниот дом во Република Македонија на овој закон да агенцијата подготви посебна методологија за правичната застапеност на етничките заедници. Тоа во овој момент не би сакал да го шпекулирам, нити пак да преудицирам каква ќе биде содржината на таа методологија. На прашање како новиот закон ќе ги спречи злоупотребите кои се случуваа во минатото, кога граѓани се изјаснуваа со различна етничка припадност во зависност од потребите за вработување, Минчев посочува дека манипулациите се однесуваа на балансерот. Во овој момент, она кое што како министерство го инсистираме е да новите вработувања доминантно бидат врз база на знаење и на квалитет. Што значи, мислам дека е дојдено време етничката припадност, иако тоа е уставна категорија, да не биде
прв елемент од кој што ќе се води конкурсот во одредена институција. Туку напротив, во Македонија е дојдено време да направиме квалитетна јавна администрација која што ќе знае да создадеме нови генерации на службеници во јавниот сектор кои ќе го превземат на свој плеки процесот на нашиот пат кон Европската Унија, односно евроинтегративниот процес. А како новиот закон е усогласен со одлуката на Уставниот суд за укинување на балансерот, ако во образложението се наведува дека кога афирмативната акција ќе ја исцрпи целта на постоењето, ја губи својата смисла. Министерот Минчев вели дека новото законско решение се подготвува со уставни експерти и дека од тие причини се чека мислење од Венецијанската комисија. Оценката треба да дојде во декември. По забелешките се очекува законот да влезе во собраниска процедура, а потоа да помине и низ јавна дебата. Гледате 360 степени. Сите што мислат дека локалните избори завршија, грешат. Прецизниот исказ е дека завршија или завршуваат во 76 општини градот Скопје. Во 4, конкретно за градоначалник, ќе почнат од почеток. Тоа сепак не е главната тема во историјата што следува, туку прашањето за кое нема единствено мислење. Кој треба да управува со тие општини додека не се избере градоначалник? Славица Филиповска-Иванова. За грот општини во Македонија изборите завршија, но 4 локални самоуправи од северозападниот дел на земјава останаа без градоначалници. Во првиот круг таму немаше цензус, што значи дека не гласаа барем 33,33% од запишаните избирачи. Тоа се Центар Жупа, Маврово и Ростуше, Гостивар и Врапчиште, со излезеност од 21,49%, 25,18%, 30,31% и 33,31%. Откако гласачите не излегоа во доволен број во првиот круг, Државната изборна комисија веднаш се повика на изборниот законник. Изборите за избор на градоначалник ќе се повторат во целост, односно ќе се повтори целиот прв изборен круг, ќе има нови избори и тоа во рок од 60 дена од конечноста од објавувањето на конечните резултати од страна на Државната изборна комисија. Нови избори значат повторување на целата постапка, од распишување на изборите, преку кандидатури и кампања до ново гласање. Прогнозите се дека гласањето во прв круг ќе се одржи кон средината на јануари, но прашање е кој ќе раководи со општините до тогаш. Премиерот во друг контекст најави алтернативно сценарио уште во август. Се е можно е гласачкото ливче да биде 7-8 метра, можно е гласачкото ливче да ги обесхрабри граѓаните да излезат, да се намали цензусот, но тука сакам да предупредам дека согласно Уставот и законот, ако не е успешен избирачкиот процес, владата е таа која што именува владени повереници. Но по првиот круг, во општините каде изборите пропаднаа поради недоволен одзив, а каде е видливо мнозинско опозицијско расположение, се наметна дилемата кој треба да раководи со општините до избор на нов градоначалник. Кандидатот на за градоначалник на општина Врапчиште, Исен Шабани, кој бара трет мандат, имаше убедлива предност пред Мехмет Сефери од коалицијата Влен, но не стана градоначалник затоа што не излегоа да гласаат доволен број избирачи. Тој во изјава за 360 степени обвини дека власта намерно ги бойкотирала изборите, оти тој бил фаворит, и дека сега владата не треба да именува повереник, туку откако ќе се конституира советот, советниците да изгласаат вршителна должност. Нарастетът кремministri monta emroita besușătă teveris iar even se nărethine dit. Ngajdo arse nuk zdidet cretari comuns, po narastine concretno comună ne Vraciștit ne nu kemi reth dit. Kemi ngelur nărethine par de përsëritën zgjedhjet nga e para. Nuk kalojmë në rrethin e dit. Përsërisëm zgjedhjet nga e para dhe këtu do të ketë konstituim të këshillit. Këshilltarët vlejnë. Веде градоначалник веќе има во Гостивар. Откако по претходните локални избори тогашниот градоначалник Арбен Таравари стана министер за здравство, поради неспојивоста на функциите се направија интервенции во Законот за локална самоуправа и Советот избра веде градоначалник. Сега, вршителот на должност градоначалник на Гостивар, Валбон Лимани, вели дека има мандат додека не се избере негов наследник на избори. Јас сум избран на 8 јули 2024 година од страна на Советот на општина Гостивар и согласно Законот за локална самоуправа, член 4,
треба истата функција да ја извршувам до изборот на нов градоначалник. Тоа беа со последните измени на Законот за локална самоуправа кои беа направени од оваа влада. Интересно е што за разлика од кандидатите на НАИ во Гостивар и Врапчиште кои бараат ВД градоначалници, нивните против кандидати од ВЛЕН сметаат дека до повторените избори соопштините треба да раководат владини повереници. Логично е да се заклучи дека политичката определба влијае за разногласие за тоа кој треба да ги раководи 4 општини каде изборите на 19 октомври пропаднаа. Но основа за различни толкувања како да остава и изборниот законник. Во членот 134, каде се уредува прашањето за владин повереник, предвидено е дека ако и по вториот круг, од кои било причини, не се изврши избор на градоначалник, изборната комисија во рок од 15 дена од завршувањето на изборите ја известува владата. По добивањето на известувањето, владата во рок од 15 дена ќе именува повереник. Владата во рок од 15 дена по денот на именување на повереник го известува председателот на собранието заради распишување на избори за градоначалник. Бидејќи изборите за градоначалник во 4 општини пропаднаа во првиот, а не во вториот круг, прашавме во Државната изборна комисија кој ќе раководи со нив додека се спроведат нови избори. Не добивме конкретен одговор. Повторените избори се одржуваат најдоцна 60 дена по објавување на конечните резултати. И при тоа за овие избори не важи условот за излезеност од 1/3 од вкупниот број на избирачи запишани во изводот од избирачкиот список за соодветната општина. Откако ќе завршат роковите за поднесување на приговори за сумирање и утврдување на резултати и за постапката на гласање, како и по завршување на постапките по тужби доставени до Управниот суд, Државната изборна комисија на седница ќе ги објави конечните резултати од локалните избори и за тоа веднаш ќе го извести собранието. Во одговорот на ДИК не се споменува ниту владата, ниту владини повереници. Па прашавме во владата. И оттаму се повикаа на изборниот законник, но повторно не добивме директен одговор дали од Илинденска ќе се именуваат повереници во Маврово Ростуше, Врапчиште, Гостивар и Центар Жупа. Иако одлуката се навестува. Ценам дека е доволно јасна, би кажала, формулацијата во изборниот законник, но да почекаме да завршат изборите и веднаш по завршување на истите и како влада, но и собранието се разбира кога ќе треба да ги распише новите избори за оние општини за кои што ме прашувате, веднаш како влада ќе излеземе со транспарентно информирање на јавноста за процедурите и постапките кои што ќе ги превземе. Може да очекуваме владени повереници за овие општини? Јас во овој момент не можам да соопштам дали има преговори или не во однос на определени имиња, затоа велам да почекаме да завршат изборите и како влада навремено и транспарентно ќе ја информираме јавноста. Ако се погледне изборниот законник, процедурата вели дека Државната изборна комисија треба да ја извести владата за да продолжи постапката за владени повереници, но она што досега го добивме како одговор од ДИК не се споменува ниту влада, ниту владени повереници за сега. Како го коментирате ова? Затоа велам, се уште чекаме официјално завршување на изборите, да поминат оние рокови за евентуални приговори, доколку ги има или не. Јасно е предвидено во изборниот законник каква е процедурата, да Државната изборна комисија е таа која што треба да информира владата. За професорот Марко Картолица од Правниот факултет при УКИМ, законот е јасен. Без разлика во чија полза е одредбата, вакуум просторот на позицијата градоначалник до избор на нов се пополнува со повереник именуван од владата. Но професоре, во изборниот законник се споменува и по вториот круг за избор на градоначалник. Првиот круг воопшто не е споменат. Точно е тоа, меѓутоа ако погледнеме, одредбата говори ако и по вториот круг, имајќи предвид дека се подразбира и состојба доколку не биде избран градоначалник во првиот круг. И доколку ја погледнеме целокупната идеја на законодавецот, тогаш ќе видиме дека овие одредби се однесуваат што ако немаме избор на градоначалник за време на локални избори. Мора некако ова прашање да биде регулирано. Во таа насока немам дилема дека треба да биде следена онаа постапка која ви ја кажав, односно дека ДИК треба да ја извести владата, владата треба да именува владин повереник кој понатаму ќе ја врши функцијата наместо градоначалникот се додека не биде избран нов градоначалник. На професорот му ја предочивме и дилемата која ја отвора ВД градоначалникот на Гостивар, дека членот 4 став 2 од преодните и завршните одредби од измените на Законот за локална самоуправа од 2024 година пропишува
Во општината во која Советот има избрано член кој ќе ја врши должноста градоначалник на општината, останува да ја врши должноста градоначалник на општината до изборот на нов градоначалник, избран на првите редовни избори кои ќе се одржат по влегувањето на сила на овој закон. Во тие конкретни ситуации, доколку немаше направени измени, тогаш ќе требаше да се спроведат дополнителни избори. Меѓутоа, во тој период беше одлучено да се донесат законски измени кои ќе бидат наменети за овие состојби до првите редовни избори, кои што се сега практично дека нема да има избори и дека ќе може да се избере член од Советот кој што би ја вршал функцијата веде градоначалник на општината. Конкретно, тие се однесуваа за овие три општини во тој период: Аеродром, Сарај и Гостивар. Секое поинакво толкување мислам дека би представувало некој вид на правна гимнастика и е навистина опасно. Сакате да кажете дека овие измени на Законот за локална самоуправа веќе не важат? Имајќи предвид дека важат до првите редовни, а овие ни се првите редовни локални избори, да, на тој став сум и немам никаква дилема дека во конкретните ситуации треба да има владин повереник. Дали на излезеноста влијаела политиката е прашање кое не го менува фактот дека 4 општини каде што не се постигна цензус се и меѓу најиспразнетите во земјава. А во услови кога за градоначалник се бара да гласаат најмалку 1/3 од запишаните избирачи, секогаш ќе има опасност да пропадне изборот, вели професорот Картолица. И претежно опасноста се врзува за оние општини каде што имаме големо иселување, бидејќи луѓето веќе не живеат таму, иселени се, но се уште се на избирачкиот список и во таа ситуација навистина е тешко вие во определени ситуации дури и невозможно 1/3 да обезбедите излезност. Тоа што загрижува е дека ако погледнеме на овие избори имаме тренд на намалување на излезноста на локалните избори, Но сепак професор е потребен некаков легитимитет, нели? Доколку веќе сакаме некаков легитимитет, тогаш многу пологично решение би било да бараме излезност 50% плюс 1, затоа што тогаш во таа ситуација ќе можеме да кажеме дека навистина мнозинството учествувало на изборите и од мнозинството половина одлучиле кој ќе биде избраниот кандидат. Ваквата ситуација каде што само 1/3 бараме, од една страна не ни го дава легитимитетот, а од друга страна ни создава главоболки во вакви ситуации. Дополнително 1/3 како решение отвара можност да една поголема политичка опција одлучи да направи тивок бојкот на изборите и практично изборите нема да бидат успешни. Нов изборен циклус значи и нов трошок. Без разлика од која причина пропадна изборите, цехот ќе го платат граѓаните. А централната власт, иако можеби накратко, под свој закрила ќе земе уште 4 општини. Договорот од Преспа се уште е голема фрустрација за дел од граѓаните на земјава, а за да се постигне беа потребни поместувања и од двете страни. Кога се во прашање меѓународните кодови, земјава се согласи на регистарските таблички на возилата да стои НМК, а Грција ги прифати МК и МКД за сите други примени. Но НМК се употребува на патни знаци во соседството, не во Грција, туку во Србија. Михаил Милошевски трагаше по одговорите зошто не е сменето ништо и по 2 години од како прв пат известивме за ова. Пред 2 години објавивме дека на автопатот од Белград кон Скопје во Србија на дел од патните табли стои НМК како ознака за земјава. Веднаш реагираше Македонското министерство за надворешни работи до колегите од Север. Оттаму добивме уверување дека станува збор за ненамерен пропуст на тамошните служби задолжени за поставување на патна сигнализација и воедно уверување дека истата ќе биде коригирана во најскоро време. 2 години подоцна отидовме повторно на истиот патен правец за да провериме дали ненамерниот пропуст е коригиран како што било ветено од српска страна. Од Белград, возејќи по патниот коридор 10 кој води до граничниот премин Табановце, покрај секој исклучување до поголемо населено место има сообраќајни знаци за продолжување на патот кон главниот град на соседната земја. А на нив, до името на Скопје, наместо меѓународно признатите ИСО кодови за земјава МК или МКД, и натаму стои НМК. Дел од патниците од земјава кои ги затекнавме во Србија не знаеа како треба да е означена земјава, но тие што знаеа, не им беше сеедно.
Не сум сигурен тоа што го говорите дека е вистина, но Меѓународниот код е МКД или МК за Македонија? Кодот за Македонија, дали знаете кој е светски признак? МК. МК и МК. Порано знам дека беше на МК стои ставно. Сега не сум видел дали е. Вас ви пречи ли на МК? Секому пречи, да. Секому пречи. Нормално. Како е по пропис треба да има. Пропис да мора. Нормално. Кодот не е беззначајна работа, бидејќи тој беше една од точките за кои се преговараше во процесот кој заврши со Преспанскиот договор. Во членот 1 став 3д, земјава направи одстапка за ознаката на регистарските таблички на возилата, а Грција се согласи со кодот во сите останати случаи. Кодот на земјата на регистарските таблички на возилата на втората страна ќе биде НМ или НМК. За сите други намени, кодот на земјата останува да биде МК и МКД, како што е официјално определено од Меѓународната организација на стандардизација ИСО. И додека прашањето може би изгледа символично, во дипломатските односи, токму символите понекогаш ја градат или нарушуваат довербата помеѓу земјите. Знаејќи дека македонската страна реагирала уште пред 2 години, повторно упативме прашања до Министерството за надворешни работи, што е со уверувањето од српска страна дека грешката ќе биде коригирана. Одговорот од српска страна во сите прилики беше дека станува збор за ненамерен пропуст на службите задолжени за поставување на патната сигнализација, со уверување дека пропустот ќе биде коригиран во најскоро време. А во однос на тоа дали повторно ќе побараат корекција на патните знаци од нашиот северен сосед, одговорија: Веруваме дека соседна Србија, со која нашата држава негува одлични билатерални односи, ќе постапи по нашето барање, упатено во повеќе наврати од 2023 година наваму. Очекуваме дека надлежните институции на Република Србија ќе ја коригираат вертикалната сигнализација и ознаките на автопатот Е75 со цел да биде поставен правилниот меѓународен код МК или МКД во согласност со меѓународните стандарди. 360 степени се обрати до амбасадата на Република Србија во земјава. Не добивме одговори, ниту зошто не е постапено, ниту дали ќе се постапи. Во изминативе 2 години, 360 степени не беше единствената редакција што известуваше на оваа тема. Во јуни годинава колегите од Канал 5 за знаците со НМК го прашаа вице-премиерот и министер за односи меѓу заедниците Иван Стојлковиќ, инаку лидер на Демократската партија на србите во Македонија. Тој изјави дека лично разговарал со директорот на Патишта Србија, кој му кажал дека немале намера да предизвикаат некого, иако македонската страна инсистира, знаците ќе бидат променети. Нема да го слушам да побарам кај преканат. Ја ти кажам, ја ќе го сменам знакот и ќе ви направам слика, само да им кажам дека правите проблем од нешто што не е никаков проблем. Но 3 месеци подоцна, Стојлковиќ на својот Facebook профил објави правилник за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација на патот, донесен од Министерството за транспорт во 2020 година. Таму во членот 24 став 388 на фотографијата за пример за национална автоознака на сообраќајните знаци е илустриран код НМК. Дали некој знае што правила владата на СДСМ и кои се обврски направила на државата? Дали некој од мене и од амбасадорот Тупанчевски направи идиоти? Дали? Иди бегај. Имајќи предвид дека Стојлковиќ е дел од иста гарнитура која е на власт речиси година и половина, а се повикува на правилник, иако меѓународно признатиот код е МКД или МК, побаравме став и од Министерството за транспорт. Дали се согласуваат со ставот на Стојлковиќ? Ако проблемот е во правилникот, зошто не е сменет? Иако првично ни беше кажано дека ќе добиеме став од Министерството, одговори и по речиси една недела чекање не добивме. Дали има навистина... Деновиве, добивме уште едно ветување дека прашањето ќе се отвори на највисоко ниво. Дојде личниот председателката Гордана Силјановска-Давкова. Сообраќајните знаци, кратенката за нашата држава е НМК. И тоа прашање мислам дека беше отворено на некакви нивоа меѓу владите на двете земји, бидејќи според Преспанскиот договор, кратенката и ИСО, нели, кратенките за државата се МК и МКД. Да, ама веќе идниот ден наша тогашна министерка се напиша. Да, се напиша НМК. НМК е ексклузивно за табличките за регистарските таблички на возилата.
До сега сте го слушнале ова прашање како тема? Не. Би го отвориле во само контактите знам со дека српската страна? се разбира. Уште не сме завршиле. Следува саботажата на авторот Сречко Поповски. Поентата на сите избори секаде, па и во Македонија се сведува само на една кратка и безпрекорно точна теза, која секогаш безусловно и постојано се повторува. Суштината е дека тој што е поразен, предоцна ја сваќа. Кога гласачите ви се на пазар, значи секој може да ги купи. На продавачите им е важно да успеат да ги привлечат купувачите. Особено се засегнати ако изложуваат продукти кои се пред крајниот рок на употреба, па за една одредена група купувачи, како што тврдат некои аналитичари. Квалитетот и содржината, за разлика од цената, не играат особена улога. Гласот, ајде да кажеме мој, или на интелектуалецот не е ист како гласот на ромската заедница. Без да навредам некого. Без да навредам. Тој глас многу лесно се манипулира. Истото се случува во Куманово. Таму исто така има доминантно голема ромска популација која во моментот гласаше исклучително за кандидатот кој е на власт. Пазарниот ден сепак не помина во стандардниот метеж и во надвикување меѓу трговците и ценкање со клиентите. А и што понудата според берзите не беше на адекватно ниво, туку отсуствува муштериите. Представниците на власта умешно наоѓаат оправдување. Тие луѓе се иселени од земјава да извадат лебот. Пова Скопје работи во Хрватска, Словенија, Швајцарија, Германија и кај не на друго место. Срамота е да ги влејаме луѓето кои за ги предадат фамилиите не се во Скопје и да сакаат не можат да излезат на гласање. Тезата може да звучи партнерски неприфатливо со оглед на константните тврдења за економски препорот. Но до каков заклучок да се дојде, ако во опозицијската конструкција на реченици акцентот на моралните вредности е ставен на криво место, па така се звучи погрешно. Разликите помеѓу нас постојат и тоа е добро, но важно е да се разликуваме во идејата, а не во честност. Веројатно честноста треба да биде заедничка вредност, а разликите да се само во идеите, но не е докрај фер, кога за да се оправда лошиот изборен резултат. Неточно, извитоперено и обратно се цитираат нечии изјави, и тоа токму од симпатизери на ликот чии се тие зборови. Уште одамна некој имаше речено во некоја кампања пред многу години, а што ќе ми е државата ако ја немам партијата. И на крајот, кога политиката ги преминува границите на земното и партиското, а противниците се испраќаат да одговараат пред повисоки судски инстанции. Но јас само едно ќе кажам, нека им е простено од мене, а Бог знае што да прави понатаму. Веројатно еднаш и за секогаш политичарите ќе сватат дека откако ќе стапат на функција, може да се крстат во Бога на небото, ама да му служат на Господ на земјата. На граѓаните, кои исто како него, не простуваат. Се одјавуваме за вечерва. Ви благодарам што бевте со 360 степени на МРТ1 и пријатно до понеделник во 20:15.